Анита.Младеновиќ и вели зошто овес, нане, свинско месо ми прават подуеност и гасови. Воопшто не ми одговараат, посебно овесот. Анита, ако не ти одговараат, е најдобро и да ги избегнуваш, затоа што телото ти кажува на еден начин дека има некаков проблем, но пред тебе можеби да одлучиш да ги исфрлиш, провери пред се. Ако зборуваме за овесот, има шанси некогаш постои можност да растителните влакна кои што ги има во овесот, а ги има во добри количини, да не успева дигестивниот систем да ги обработи, да ги доразложи или пак да продуцираат премногу гасови кои што ти прават подуеност. Една од причините може да биде нетолеранцијата на авенин. Тоа е еден протеин кој што го има во овесот и можно е да ти прави проблем, но пред да констатираш дека можеби со авенинот имаш интолеранција, јас би ти препорачал да пробаш дали овесни каши ќе ти прават исто подуеност, кои што веќе некако се обработени и е тоа овес кој што е изблендален или раситнет, можеш и дома да го направиш тоа или па да си земеш некоја овесна каша во која што нема дополнителни шекери и така натаму. И втората опција ти е да пробаш да го ставиш овесот во вода, да отстои дури можеби и од вечер, и да додадеш малку лимон, со тоа да придонесеш во првична обработка и разградување на тие растителни влакна и сложени јаглехидрати, па при тоа да можеби ти се ослободи подуеноста. Ако ни на двата начина не успеваш, во тој случај најдобро е да го едноставно да можеби релативно го намалиш како количина. Ако ставаш можеби во твоите оброци 3, 4, 5 лажици, да намалиш на една или па во целост да го исфрлиш, затоа што можеби се работи конкретно за интолеранција на авенин. За свинско месо зошто имаш подуеност, едната од веројатностите е дека има да речеме во дигестивниот систем кога се обработуваат протеините се ослободуваат доста големи количини на азот и особено е тоа е поизразено кога се работи за животинско потекло на протеините и свинското месо е, знаеме дека протеините се од животинско потекло, затоа доколку немаш од други животински протеини проблем, во тој случај најверојатно се работи можеби за одреден синџир на аминокиселини кои што конкретно создаваат поголеми количини на азот во твојот дигестивен систем и ти прави подуеност и затоа избегни го, бидејќи на крај на денот ако јадеш и меса и млечни продукти и јајца и генерално немаш група на продукти кои што ги исфрлаш од исхраната, во тој случај имаш многу други различни типови на месо кои што можеш да ги инкорпорираш и ако конкретно свинското месо ти прави проблем, исфрли го и ми го спомна, мислам и Нане, не знам за Нането да ти одговорам, не успеав ниту да најдам конкретна наука и факти кои што зборуваат за Нане и подуеност, така да не би знаел за конкретно тој продукт да ти дадам насоки и совети што да правиш.